Почитувани, денете зад мене молчи за аферата Рекет 3, молчи Оливер Спасовски, молчи Венко Филипче. Нема ниту глас од Зоран Заев, иако Рекет 3, како надоврзување на Рекет 1 и Рекет 2, излегува во јавноста на 3 месеци пред избори. Сега е јасно зошто Штип остана без болница, јасно е дека заради лукративни цели и незаконски постапувања, болницата се уште не е доградена. Рекет 3 е случај на рекетирање на домашна компанија и незино туркање во стечај заради незино преземање понатаму. Рекет 3 е случај на вмешаност на министер во рекетирање и непостапување по банкарска гаранција на штета на буџетот, иако договорот не е испочитуван. Рекет 3 е случај на наново барање на 7 милиони евра од буџетот за истата компанија која што должи пари и веќе 2 години доцни со градбата. Почитувани, Оливер Спасовски, неговиот ментор Зоран Заев и пред се Венко Филипче мора да објаснат зошто не е активирана банкарската гаранција. Пробиени се сите рокови и раскинат е договорот со подизедувачот. Венко Филипче мора да објасни дали и зошто договорал детали за градба на Штипската болница во куќа на Шоумен. Која фирма ќе биде нов подизведувач и дали навистина е таа блиска до власта? Дали градежните работи и градежните фирми на Штипската болница ги координира човек од семејството на поранешен премиер? Оливер Спасовски мора да одговори дали планира да му одобри на Венко Филипче нови 7 милиони евра за проект кој што е врзан за аферата Рекет 3. Почитувани, однесувањето на власта е срамно. Однесувањето на обвинителството за организиран криминал уште посрамно. Од одговорноста нема бегање. Одговорноста ќе дојде, а поразот за оние кои што денес ни носат порази е неминовен. И благодарам.